Evo nas ispred grčke granice. Здравствените ковид биланси ги спуштаат граничните рампи. Од 6 часот изутрината Грција ги затвори границите за српските туристи. Одлуката на грчките власти се должи на епидемиолошката ситуација во Србија и големиот број на позитивни на COVID-19 меѓу српските државјани кои Грција ги тестирала. За разлика од македонската влада, грчката реагираше експресно и одговорно кон здравјето на своите граѓани. Додека во Македонија и покрај високите бројки на заболени и починати од коронавирусот, одлука за затворање на границите нема. Комисијата за заразни болести на ова прашање топката ја префрла на владата, а власта пак ја врати назад. Ресорниот министер Филипче денеска призна дека отворените граници се ризик за ширење на заразата и не ја исклучува можноста за повторно затворање на границите. Во однос на границите, интензивно разгледувавме информации, дискутиравме и викендов и утрово на Комисијата за заразни болести, разговаравме и со представници епидемиолози во повеќе центри за јавно здравје во повеќе градови во јужниот дел на Србија. Сакам да кажам дека е апсолутно можно овие денови да препорачаме некои мерки. Дека Комисијата за заразни болести е сцена на која и политиката има своја улога, упатува последната одлука за отворањето на границите. Поранишниот директор на Скопскиот центар за јавно здравје Арбен Зибери јавно се пофали дека ДУИ ургирала во Комисијата за заразни болести да препорача отворање на границите за да можат нивните гласачи во диаспората да бидат во Македонија за денот на изборите. Во меѓувреме, Македонија се уште живее под студениот туш од Брисел со затворени граници за македонците во земјите членки на Европската унија. Македонските граѓани без тест и карантин може да патуваат само во Србија, Албанија, Косово и Турција, а кај нас може да влезе странски државјанин без да се тестира и да оди во задолжителна самоизолација. Македонските државјани може да заминат во Бугарија, Хрватска и Црна Гора, но таму ќе мора да бидат во 14-дневен карантин.